Ама прво да се представам, јас сум Виктор Стевич, изселеник од Лондон и работам као програмер, генерално во финансии работам во Сити. Сум работел и во други држави, како Холандија и Шкотска, претежно како контрактор сум патувал натака. Во моментов работам во компанија која направи, одржува и подобрува платформа за тргување со бондови, обврзници. И тоа го правиме преку директна конекција меѓу банките како Селсайд и хедж фондовите како Бајсайд. И сега да не го малтретирам многу околу целиот бизнис и целата таа работа околу финансиите. Да се вратам на политикава. Мојов социјален живот пред едно 10 години беше еден од можеби најдосадниви во свет и затоа почнав да пратам македонска политика. Немав намера да се инволвирам. Ама во последните неколку години, 10, може 7-8, насловите на весниците ме натераа да почнам да размислувам како може да ја помогнам на Македонија, на демократските процеси и подигање на свеста на граѓаните. Иначе немам никаква политичка амбиција, уште одма да ви кажам. И денес отвориш весници, ќе прочиташ наслови и ќе добиеш желба за иселување. Исто како пред 10 години, 20, 30, све е исто, само njega нема. Сега, да почнам првен што сакам да, како ја гледам ја партијата твоја, што е во конструирање, и во поглед на организација, действување, транспарентност и оперативност. Прво сакам да зборам за хиерархија во партијата. Тоа, според мене, е нешто како болно во Македонија. Ја кога ќе ги слушам моите другари и партиски членови, не можам ни да ги разберам што зборат. Они стално го употребуваат тоа, одгоре ни кажа, наредбата одгоре. И прво прашање ми од каде горе, од седми спред да праша, кој е тоа одгоре, Господ да праша. Сега, јас како ја гледам твоја партијата, е дека ќе има хоризонтална хиерархија и ние нема да имаме председател кој што ќе го ставаме на пиедестал и ќе го величиме, него тој ќе биде нешто како CEO во компанија. Ќе не представува, ќе оди по дебати, ќе биде визионер, ќе биде идеолог, но во никој случај нема да взима решенија сам за микро и локална политика или како што правеше, да речеме, Груевски, какви ќе бидат плочките на плоштад. Зелени или жолти, црвени се расправа. И сега ја гледам структурата на твоја, многу слично како на англискиот парламент. Да има извршен комитет каде што ќе се гласаат идеи, се гласаат програма, промени на програма, такви слични оперативни партиски работи. И втора комисија, одит комисија или внатрешна контрола, која ќе треба да биде составена од луѓе што немаат никаква политичка амбиција, морални и честни, и луѓе што се непоткупливи, што не можат, например, еве сега ќе го слушнеме и Сенатот Холандија, не може некој да дојде на Сенат и да му каже: Сенат, ти ќе бидеш сега директор во македонска телевизија. Него не му е тоа животот, он работи во Холандија како програмер, он е таму. И значи тој одит комити или внатрешна контрола, кога тие ќе ги разгледуваат, подобруваат тие одлуки и доколку не се согласуваат со тие одлуки, ќе мора да напишат зашто не се согласуваат и што треба да се подобри за таа одлука. Кога една идеја ќе помине низ двете комисии, тоа станува официјална политика на партијата. И ние нема да имаме одгоре ни кажа, никој не е одгоре, горе е членството, членството не е во облакот, зашто покасно ќе ви кажам зашто мислам дека членството е во облакот и што значи тоа облак како интернет некоја си партија. Сега, за финансирање на партијата мислам дека Тортевски кажа нешто и тоа е многу важна точка, дека ние со такво финансирање од членство и од државата, тоа што не следи, се штитиме и од олигарси, и од големи фирми, и од корупција, и дека чланарина ќе биде, да речеме сега, да не набојам таму, не сме изгласали уште, не знам дали 10 евра, 5, 2 за пензионери, студенти, такви социјални случаи, во зависност од позицијата на поединецот, но не може некој како Минчо Јорданов да дојде со 50-100 кей и да ни направи партија
како Зиков и да си тера негови политики, да не прави зависни од неговите пари, да бидеме присилени кога ќе дојдеме на власт, да му ги толерираме оджаците без филтри и слично, или пак да се бламираме, да речеме, како Стефчо Гром, да ги протестираше со громците пред СЈО, бараше правда за ВМРО-вските веќе докажани криминалци. Како и да е, сака Минчо или Камчев да биде член на твоја, ќе си има чланарина, ќе си плаќа, ќе го слушнеме нивниот глас, ќе видиме дали се социјални случаи или не, да им се намали чланарината и тоа е. Трето, што сакам да збораме за транспарентност, ние, кога ќе дојдеме на власт, се ќе биде јавно и транспарентно. Мислам, за тоа се бориме, ако дојдеме, ако не дојдеме, не дојдеме. Вклучително, јас би сакал на нашиот сајт да има податоци за моменталната финансиска ситуација на партијата, каде се трошат ресурсите и зашто се трошеле тие пари. Значи, in life update, константен за нашата финансиска ситуација. Нема више тоа, ќе криеме, тајно е, овој документ овде, онде, политика на тајни преговори, договори, заговори овие, што ги прават сега за јавен обвинител, со нас ќе заврши. Тоа тајно преговарање ќе им го оставиме да се договараат овие други. И четврто што сакам да збораме за действување, тоа мислам дека е едно од најклучното зашто сме ние различни од другите. Ние сега не знам колку сте упатени со Airbnb или Uber сајтовите, кои се вика, више има дајно, се вика заедничка економија, shared economy. Ова ќе биде заедничка партија, затоа името искочи твоја. Например, еве сега такси компаниите протестираа против Uber за тоа што викаат без разлика ние колку многу коли ќе купиме и шофери и све, не можеме да имаме 12 милиона коли колку Лондон што има. А во Лондон секој може да биде таксист преку Uber. Хотелите исто се бунија. Без разлика, ние колку згради ќе направиме 200.000, ние не можеме да имаме поише соби и станови од Airbnb. Едноставно, тоа е shared economy, луѓето се поише од нас, они немаат толку големи трошоци, ќе бидат поевтини од нас и нормално дека ќе не победат у таа игра. Затоа, без разлика ние колку може идеи да имаме во партијата и колку луѓе, дали 1000, дали 2, дали 5, не е битно, никогаш нема да имаме идеи колку 2 милиона во Македонија. И нормално, некои се добри идеи, некои лоши, едните ќе прогресираат, другите ќе ги бираме, но секој граѓанин и член ќе има глас и ќе каже нешто во врска со одредена идеја, може да е подобри, може да гласа, може да не гласа. Сега, замислете, избори во Пехчево. Ама го најдов ја Пехчево, 15 души живеат, ама Пехчево. Преку наш сајт ќе може да се кандидира 50 души со CV, со програма и граѓаните и членовите ќе може да гласаат за одреден кандидат. Кој тепа, со него истрчуваме. Ние, уствари, правиме избори пред изборите. Било кој, значи, пехчани, или овие пехчарци, како и, они се знаат кој е добар кандидат, кој е лош, кој има добра историја, кој е честен, кој е морален, кој веќе ми дава жуто светло. Сега може да зборам уште пола саат за најразлични теми. Правда, 26 министерства, од кои 5 без ресор, што би требало да ги заменат министрите што се на службено патување, а веќе имаат заменици. Ама во интерес на времето, тука би завршил и уште ви додал дека ако мислите дека цела оваа идеја не е премногу амбициозна и генерално се согласувате со кажаното, со основните линии ќе ве замолам да се приклучите на оваа идеја и да пробаме да го смениме системот за нашите деца, да не им биде животен дострел да се иселуваат од државата. Уште еднаш фала многу за времето и фала што сте доволно стрпливи да ми слушате и фала ви што ми ставате збора